На денот на положувањето на појас на Пресвета Богородица и Свети Кипријан Картагински, неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештеници од Кочани во присуство на голем број верници го осветија новоизградениот храм посветен на патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија Светиот Климент Охридски, кај пониква ктиторско дело на господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со осветувањето беше одбележан и 70 годишниот јубилеј од одржување на првиот црковен народен собор во март 1945 година во Скопје. По осветувањето митрополитот Брегалнички Иларион отслужи света архиерејска литургија и одржа содржајна пригодна беседа во која рече дека овој храм ќе сведочи за нашето постоење и ќе биде впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога од почетокот на светот до денес. Меѓу другото, надлежниот митрополит рече дека во овој храм ќе се случуваат многу молитвословија, ќе се исполнат многу молитви упатени кон Бог за здравје и спасение на сиот род. Ќе се случуваат многу венчавки и крштевки. Најнапред слава и благодарност на Бога за милоста негова што еве посака на ова место да се изгради храм посветен на Светиот Климент, Охридскиот чудотворец, патрон на нашата света Македонска православна црква. Овој храм ќе значи сведоштво за православните кои што живеат во ова место, осветување на сите луѓе кои што поминуваат по овој пат, благослов на сите луѓе, но исто така и преобразување на сите луѓе кон вечноста, кон Царството Небесно. Покрај сите тие духовни вредности и бисери, овој храм ќе биде и украс на оваа прекрасна планинска убавина која што Бог ја создал, а еве сега и преку ктиторот наш Бог го прими овој храм како најголем дар и најубава убавина на оваа планина древна и прекрасна тука да го краси овој крај. Господ посака од рацете на нашиот ктитор, господин Благој Ситновски со неговото семејство, да се изгради овој храм и да го прими од нивните раце за здравје и спасение, за нивно здравје и спасение и за сите луѓе. Нека е честито и вечно. Голем труд е вложен, но истовремено и со многу радост е граден овој храм. И сите работи кои што се внесени во него се драгоцени како најголем дар кон мајката црква, затоа што многу нешта се даруваат, но ова е најголемиот поклон што може да се дарува на црквата, заврши во својата беседа митрополитот Иларион. Починот на осветувањето и литургијата, ктиторот господинот Благој Ситновски на свечен начин ја предаде новоизградената црква на Македонската православна црква Охридска архиепископија, односно на Брегалничката епархија. За ова големо ктиторско дело, Брегалничката епархија, односно митрополитот Брегалнички Иларион, во знак на благодарност од името на свештенството и монаштвото, го одликуваше со златен орден со ликот на заштитникот на епархијата, светиот Николај Мирликијски чудотворец. Ктиторот Ситновски од свое лично име му се заблагодари на надлежниот митрополит Брегалнички Иларион и на сите кои работеа на изградбата на овој велелепен храм. Најпрви дозволете ми од мое име и од името на моето семејство да му се заблагодарам на неговото преосвештенство господинот Иларион за осветувањето на овој прекрасен храм кој што заедно јас со моето семејство решивме да го изградиме овде на падините на Соковските планини во спомен на нашите најмили кои што починаа и за сите верници во Република Македонија. Овој храм го направивме не за нас, само за нашето семејство, туку еве и посветувајќи го и поклонувајќи го на Македонската православна црква, на овој начин сакаме да дадеме свој скромен придонес за нашата древна Охридска архиепископија. Сакаме на сите верници на општина Кочани и пошироко кои што денеска присуствуваа на овој свечен чин, да им се заблагодариме на нивното присуство, да им посакаме добро здравје и да се ја чуваме нашата Македонска православна црква Охридска епископија и да ги негуваме традициите и вредностите кои што таа ни ги дава. За сите присутни во семејната викендица на господинот Благој Ситновски беше организирана заедничка трпеза на љубовта, која што беше благословена од надлежниот митрополит.